Ова е македонски корени, а со вас како секоја сабота, така и денес се Бети Треновска и мојата маленкост Јон Треновски. Наш денешен гостин е лидерот на опозицијата ВМРО ДПМН, професорот доктор Христијан Мицкоски, кој веќе се надевам дека е со нас. Господине Мицкоски, добро ви утро и ви благодариме што ја прифативте нашата покана да земете учество на македонски корени. Добро утро и благодарам на поканата. Добро утро и од мене, господине Мицкоски. Ви благодариме што не удостоивте и ја прифативте поканата за повторно учество во македонски корени. Благодарам на поканата. Се разберчестме. Господине Мицкоски, каков е вашиот став со последниот чин на Бугарската академија на науките, но и декларацијата на бугарската влада за непостоењето на македонскиот јазик, но поважно од тоа, каков е вашиот став, ваш коментар во однос на изјавите на државниот врв поврзани со тоа? Па јас, мојот став и ставот на ВМРО ДПМН во неколку наврати го кажав и за време на средба која што имавме кај председателот Пендаровски, кога зборувавме за предвремените парламентарни избори, интеграцијата на Македонија во НАТО, алијансата, интеграцијата на Македонија во рамките на Европската унија, дека е потребно час поскоро како парламент да излеземе со црвена линија и има некои работи за кои што воопшто и не треба да преговараме. Ние не можеме континуирано да бидеме жртва на понижувањата на екзибиционистичките политики на Зоран Заев, СДСМ и луѓето околу него. Ние мора еднашка да покажеме карактер дека не може некој да се игра со националното чувство и интегритетот на македонскиот народ, на македонската држава. Така што има работи за кои што во дипломатијата може би треба да се преговори и разговара, но има работи и теми за кои што воопшто не треба да стане збор. Една од тие теми за кои што не треба да се преговори и разговара е токму ова. Се знае, македонскиот јазик е посебен, со кирилското писмо, кодифициран меѓународно, се изучува на повеќе од 150 универзитети во светот. Ние сме македонци кои што говорат македонски јазик, со македонска граматика, македонска литература, како што кажав, со македонско кирилско писмо, и тука воопшто не треба некој да има дилема. И не е европска вредност таква декларација како што беше донесена во бугарскиот парламент. Во изминативе неколку месеци вршевте разговори со СДСМ за изборниот законник и изборниот модел. Пред 10 дена добивме една информација дека сте постигнале договор за изнаоѓање на консензус по однос на изборниот модел, но последните потези во собранието од страна на СДСМ, но и поднесените 5000 амандмани на ДУИ и оние 600 од ваша страна, ми даваат за право да заклучам дека не успеавте да се договорите или се договоривте за да не се договорите. Кој беше каменот на сопнување за да нема договор? Дали господинот Заев се обидува да најде начин да ги одложи изборите и која е целта на големиот број на поднесени амандмани? Видете, генерално преговорите се водеа во две насоки. Првата насока беше примена и имплементирање практично во изборниот законник на препораките од ОВСИ и од ИХР, каде што нема нешто спорно, тоа се генерално извадоци од тоа што се случувало на неколку изборни циклуси наназад, и тие извадоци се преточени во документ. Тој документ е прифатлив за сите политички партии, така што тука генерално немаше некој, како што вие велите, камен на сопнување. Вториот дел е оној дел каде што имаме различни позиции, различни ставови, тоа е изборниот модел, дали да бидат 6 изборни единици, дали да биде една изборна единица, 3 изборни единици, дали да имаме мнозински модел по принципот на она што се случува во Велика Британија, или пак да бидеме да го примениме моделот на преференцијални листи или отворени листи, каде што ќе можат граѓаните да заокружат за личност, за партија и така натаму. Она што е важно и што треба да се каже дека тоа нашиот политички противник СДСМ го правда со тезата дека на тој начин помалите политички партии ќе добиле поголема застапеност во парламентот, што апсолутно не е точно, бидејќи ако направите анализа на географски слични со Македонија држави, како што се да речеме Словенија, како што е Естонија, да речеме и така натаму Летонија, ќе видите дека во нашиот парламент во овој момент со овој изборен модел ваков како што е, имаме 23 политички партии.
додека пак во парламентите на овие земји кои што ги споменав, имаме не повеќе од 9 политички партии, што значи дека ние и сега имаме правична застапеност на помалите политички партии во рамките на парламент. Така што тоа не е изговор за да можеме ние да кажеме еве го менуваме изборниот модел во насока на зголемување на демократијата и застапеност на помалите политички партии во рамките на парламент. Но за време на тие политички преговори со СДСМ дојдовме до еден заклучок дека времето сега е кратко за овие избори, дека практично е невозможно да дојде до промена на изборниот законник во таа насока да се смени изборниот модел и да се примени така наречените отворени или преференцијални листи. И се договоривме, еве, веднаш по завршетокот на парламентарните избори, да дојде до повторно преговори, по кои што ќе го отвориме изборниот законник и ќе го разгледуваме повторно изборниот модел и истовремено ќе го разгледуваме можноста за примена на преференцијалните листи или отворени листи на следните локални избори. Детерминираа преговарачките групи два можни заклучока, за да веднаш пред да заминам на мојата службена посета во главниот град на Франција, Париз, добиеме порака од страна на СДСМ дека они и покрај тоа што ние оставивме опција сами да го изберат кој заклучок ќе биде земнички, ни испратија порака дека ова за нив политички било премалку и дека они не можеле да се сложат, што значи дека и ставија повторно политичките интереси пред државните интереси, односно партиските пред интересите на граѓаните. И навистина ова не е ни прв пат да ја се договориме, па потоа ни се јават по телефон да речат дека уствари тоа што сме се договарале не е конечно и дека остаат дополнителни нивни барања. Така што во овој момент со завршување на тоа што ви го кажав и добивањето на таа порака која што ја испратија, немаме преговори на ниво на преговарачки тимови. Работата е во статус кво и едноставно изборниот законник е ваков како што е. Господин Мицковски, не ми одговоривте на прашањето дали господинот Заев со ова се обидува да најде начин да ги одложи изборите. Па господинот Заев е упатен во паника, свесен е дека практично ги губи следните предвидени парламентарни избори, знае дека ќе биде тој пораз исклучително болен и тежок за СДСМ и за него лично. Он не е среќен што ќе има предвидени парламентарни избори, тоа се гледа и од неговите конфузни изјави, но јас немам таква во моментот навигација, ниту пак било какви индиции дека може да дојде до одложување на предвремените парламентарни избори. Господин Мицковски, често пати нас на македонски корени ни се уваат слушатели и оние кои што не следат на Facebook и поставуваат едно прашање скоро исто сите. Зошто само двете поголеми партии преговарате за вака важни прашања, а другите политички партии кои претендираат да бидат дел од власта не учествуваат во преговорите и разговорите? Па видете сега форматот е таков, бидејќи поголемите политички партии се тие кои што можат да формираат просто мнозинство, не двотретинско мнозинство. Се разбира, дел од помалите политички партии се во коалиција со поголемите политички партии, дали во владина коалиција или во опозиција. И еве, јас не знам како се случува со господинот Заев, но јас редовно ги информирам помалите политички партии кои што се дел од коалицијата за обнова на Македонија. Вие се залагате за да воведите една новина во изборниот законник, а тоа е воведување на мандатар кој ќе биде кандидат за носител на мандатот на идната влада. Објасните што тоа значи и која е целта што сакате да ја постигнете во ваквиот предлог. Знаете, кога разговарате со граѓаните во Македонија како политичар, не зборам како универзитетски професор и како човек, туку како политичар, кога разговарате за политиките, две работи генерално може да слушнете. Мислам, слушате многу работи, но кога би ги обединиле сите тие, две работи се најприсутни помеѓу нашите сограѓани, тоа е дека ние политичарите практично сме луѓе кои што најчесто не ја говорат вистината, или брутално народски кажано лазговци, и втората работа е дека ние сега ги лажеме нашите сограѓани со една цел да дојдеме на власт и практично да почнеме да крадеме или да бидеме крадци. Значи или сме лажговци или сме крадци. Што
Што значи дека сите оние порази кои што не се случува изминатите 28 години независност на Македонија денеска се присутни помеѓу нашите граѓани. Единствен начин да ние ги убедиме дека ние сме различни, дека имаме поинаква цел во нашата политичка кариера е да се држиме до принципите и до моралната вертикала. Што значи таа морална вертикала? Доколку партијата, Централниот комитет во случајот на ВМРО-ДПМН донесе одлука за кандидат за мандатар, човек кој што утре после изборите и после изборната победа ќе се обиде да формира влада, се разбира, биде тоа и тоа лице, тоа што и тоа лице излегува на избори, нуди политика и доколку таа политика победи, тоа што ја составува едната влада. Доколку таа политика биде поразена од граѓаните, не треба да го користи парламентот како парашут, односно да го користи парламентот како алатка и да се крие позади пратеничкиот мандат или позади имунитетот кој што му го овозможува тој пратенички мандат. Така што многу едноставно, долгата приказна на кратко. Вие сте кандидат за мандатар. Еве, доколку јас се добиам довербата од Централниот комитет да бидам кандидат за мандатар предложен од ВМРО-ДПМН, јас сум убеден дека ВМРО-ДПМН ќе победи на следните парламентарни избори, ќе формира владата. Доколку еве соседниот, односно политичкиот наш конкурент и опонент СДСМ изгуби на тие избори, тогаш логично е дека нивниот кандидат за мандатар да ја напушти практично челната позиција, бидејќи неговите политики се поразени, а да не го користи како парашут, како парограм, пратеничкиот имунитет и пратеничкиот мандат. Значи, ние мора преку личен пример да покажеме на морална вертикала. Тоа е целта на нашиот предлог и тоа нашата сестринска партија, Европската народна партија, го применува на секои избори. Тоа се нарекува шпицен кандидат, односно кандидат за председател на комисијата или во нашиот случај адаптиран на нашите домашни специфики, тоа би било кандидат за мандатар. Докаде сте со изборната програма? Дали е готова и што ќе им понудите на граѓаните во вашата програма? Па ја имаме работната верзија, проширена, надградена. Во текот на месец јануари ќе имаме многу ресорни состаноци со комисиите и со експертите кои што учествува во нејзината изработка, така што полека ќе почнеме преку објави на собери, на настани, преку пресконференции да промовираме дел од политиките кои што ќе бидат вклучени во нашата изборна програма. Докаде сте со листите на кандидати за пратеници? Ги завршите ли консултациите со можните кандидати? Дали ќе не откриете дел од носителите на листите? Па во моментот траат консултациите со партиската структура, со председателите на општинските комитети, со членовите на извршниот комитет, со пратеничката група, со членовите кои што се дел од советничкиот тим и стратешките соработници мои, како председател на ВМРО-ДПМН, но и на ВМРО-ДПМН. На терен се работат анкети, го мериме јавното мислење, потоа кај оние членови кои што го ажурираат своето членство во ВМРО-ДПМН, исто така ќе извршиме распрашување за оние личности кои што планираме да бидат дел од листите на ВМРО-ДПМН, така што ова е еден новитет, подолг, сеопфатен процес кој што практично ќе треба да ги изфилтрира имињата на луѓето кои што ќе бидат дел од пратеничките листи. Инаку се уште немаме имиња кои што можам да ги издвојам сега како носители на листи. Рано е, тоа би се случувало некаде таму втората половина на втори месец, односно првата половина на трети месец. Господине Мицковски, во изминатиот период на неколку наврати испративте јавна покана до сите политички партии во Македонија за пристап кон коалицијата за обнова на Македонија. Дали има резултати од таа покана? Дали некој веќе се приклучи кон коалицијата за обнова на Македонија? Па да, видите, разговараме со многу формални и неформални групи граѓани, невладини организации, политички партии и така натаму. Сите тие изразија желба да пристапат кон коалицијата за обнова на Македонија, се разбира, тоа не го прават безусловно, секој си има собствени услови, истовремено ние се држиме до принципите, а тоа се не може да има само права, мора да има и обврски, па да видиме во основа на тие обврски какви права би се стекнале евентуалните идни наши коалициони партнери. Така што интересот е наистина завиден, голем број на групи граѓани ни пристапија, политички партии, резултатите
ќе бидат познати во текот на следната година, месец февруари, месец март. Уште нешто околу вашата покана за пристап кон коалицијата. На лидерката на Глас за Македонија, господја Грчева, при последното гостување на македонски корени, кое беше на 9 ноември, и го поставивме следново прашање. Зарем не е подобро да се обидете да најдете заеднички именител, барем за националните интереси, со најголемата опозициона партија ВМРО ДПМН, која јавно ги повика сите оние кои мислат добро на Македонија да се приклучат кон коалицијата за обнова на Македонија, барем постизборно, но тоа предизборно да и го соопштат на македонската јавност и така здружено да делувате, бидејќи заедничкиот противник ви е ова ненародна влада, предводена од лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Заев. Слушнете што изјави во тој момент господја Грчева. Ние би можеле да размислуваме за коалицирање во колку бидат исполнети 3 услови. Прво, значи, да имаме цврсто ветување дека ќе се работи на поништување не само на престанскиот, туку и договорот со Бугарија, тоа ни е многу важно. Ние тоа го ветуваме пред граѓаните, други тоа не го прават. Ако се согласиме на таа точка, дека навистина ќе работи да се сруши овој проект, тогаш ние немаме проблем да коалицираме. Втора работа, која што исто така ни создава проблем, е корупцијата. Околу тоа треба да се согласиме дека треба да се престане со корупција и таа треба системски да биде исчистена од нашите закони. Да се спречи корупција, не да се лечи. И трета работа, треба да се согласиме околу департизација на институции. Едноставно нам ни треба независно судство, независен катастар, независни пошти, независни сите јавни институции, ослободени од канџите на партиите. Така да, ако тие 3 барања ни бидат, да речам, задоволени, тогаш ние не би имале проблем да коалицираме. Но не гледаме волја кај опозицијската партија за вистинско менување, реформирање на собствените ставови, за да може да не привлече како партија. Инаку вашиот заклучок е точен, дека ќе ни биде многу тешко, ние од тешко не бегаме. Господин Мицковски, има ли расположение кај вас, но и во вашата партија за седнување на заедничка маса со господја Грчева за да договорите заедничка стратегија за националните интереси и едно постизборно коалицирање со Глас за Македонија? Видете, ја слушнав господјата Грчева, она како поранеше истакнат член на СДСМ си го кажа тоа што имаше да го каже. Предпоставам, оставаме на вашите слушатели да судат и да пресудуваат тоа што беше кажано, но кај нас постои интерес за коалиција со сите оние политички субјекти, организирани групи граѓани кои што сакаат да стават крај на ова тешко, болно секојдневие предводено од Зоран Заев и СДСМ. Сите се добре дојдени, нормално ќе седнеме, ќе разговараме, како што ви кажав, има определени права, но секако треба да се има и определени обврски за време на тие преговори, тоест не можете вие само да уживате привилегии, треба и да испорачате определени резултати. Ние разговарахме и пред председателските избори со господјата Грчева. Не успеавме да се договориме, бидејќи во тоа време зборувавме само за права, а не зборувавме за обврски. Така што, во овој момент можам да ви кажам дека сите оние кои што гледаат легитимен политички противник во ова ненародна и анационална влада предводена од Зоран Заев и СДСМ се добре гледани. Подготвени сме да ги отвориме вратите за сите оние кои што безусловно сакаат да се вклучат, исто така се добре дојдени, но и оние кои што имаат услови треба да седнеме да ги видиме и да ги слушнеме кои се тие услови, но сето тоа, да завршам, мора да се темели на принципот права и обврски. Не само права, туку и обврски, односно резултати. Помери системот, откако ќе се испорачаат резултати, тогаш можеме да зборуваме за нешто посуштинско и поконкретно. Од напред, ние не можеме да знаеме какава е тежината на овие политички групации и што навистина можат и колку се тие искрени во тие преговори, затоа што често пати дел од тие луѓе знаат да бидат мотивирани и од поранешните нивни матични политички партии. Во овој случај, тоа е во епидемични размери во Македонија,
луѓе кои што со рекетираните пари се силно мотивирани од страна на СДСМ да без одговорност радикализираат говор и на тој начин се обидуваат да му нанесат штета на ВМРО ДПМН во десното гласачко тело, без да бидат апсолутно одговорни за тоа што го прават, бидејќи ним жолтиците рекетирани и исплатени на страна на СДСМ и семејството на власт им се поважни отколку државните и националните интереси. Според некои резултати од анкети направени од израелците за потребите на СДСМ, вашата партија води со преку 70.000 гласови разлика, а ако тоа се преточи во пратенички места, се добива бројка од 9 пратеници разлика. Дали ова е причината за толкавиот голем буџет од преку 3,9 милиарди евра, а преку кој буџет Зоран Заев, подпомогнат од Давид Стивенсон, планира да ја намала таа разлика по пат на корупција на гласачкото тело со преку 300 милиони евра од државниот буџет? Па видете, кратко ќе ви одговорам, без да навлегувам во деталите со кои како комуницираат, кои прави анкети и како прави анкети. Ние месечно го мериме јавното мислење по разни атрибути, имаме утврдена социолошка методологија и можам да кажам дека не е разликата 70.000, е многу поголема од 70.000 гласа. Не се 9 пратеници, туку многу повеќе. Реалноста, речеме, односно нешто повеќе од 3 месеци ќе бидете и вие сведоци и граѓаните во Македонија, но и македонската диаспора. Така што, еве јас се користам оваа прилика да ги повикам македонците од македонската диаспора во Австралија преку вашата емисија кои што сега ме слушаат да излезат масовно на следните избори и да дадат поддршка за коалицијата за обнова на Македонија, доколку сакаат оваа тешка, мрачна и нереформска понижувачка реалност во Македонија да се промени. Ние сме тие кои што подаваме рака и на кој разликата која што во овој момент има ВМРО ДПМН е повеќе од 100.000 разлика. Која беше причината што веднаш после фијаското, односно дебаклот со недобивање на датум, немаше преодна влада, односно техничка влада до избори? Зарем не мислите дека му оставивте на премиерот Заев предолго да се игра со животите на македонците, да се игра со влада, со парламентарно мнозинство, со председател и со корумпирано судство и обвинителство што води предмети од политички побуди? Видете, повторно ќе кажам, доколку водите политика на принципи и аргументи, тогаш морате да ја водите така. Не можеме ние сега да водиме политика декларативно на принципи и аргументи, а кога тоа нас не одговара, тогаш да ги кршиме тие. Некогаш ќе добивате на таков начин, некогаш ќе губите. Доколку ние велиме дека наш принцип е почитување на законите и дека со тоа нема компромис, тогаш нема дилема дека ние мора да имаме техничка влада 100 дена пред избори. Господин Заев на тие разговори кај председателот Пендаровски кажа дека понуди опција да бидат крајот на декември месец изборите и веднаш додиме со техничка влада. Ние рековме не можеме да одиме крајот на декември месец со избори, доколку веднаш одиме со техничка влада. 100 дена од тоа веднаш, тогаш може да бидат изборите и паѓаше некаде крајот на јануари, почетокот на февруари месец. Тоа не одговараше на останатите политички субјекти и некако решението конвергираше на ова што денеска е важничко решение, а тоа е 12 април 2020. 100 дена минус, односно 3 јануари, изгледа дека е датата кога треба да се создаде таа техничка влада. Така што мора да останете во животот на принципите, ако сакате да покажете дека сте различен од другите политичари кои што ги злоупотребуваат принципите во насока на тоа да добиваат или да губат поддршка од страна на гласачи. Ние имаме јасна политика која што се темели на принципи и аргументи, односно почитување на законите и уставот, и со тоа нема компромис. Така што ние само го почитуваме законот, изборниот законник и уставот, а тоа подразбира 100 дена пред денот на гласање, односно на избори техничка влада, односно 60 дена максимум распуштање на парламентот пред согласно уставот пред денот на гласање кој што ќе биде 12 април 2020.
Господинот Заев е убеден дека ВМРО ДПМН и да победи нема да формира нова влада после изборите, бидејќи нема албанска партија со која би коалицирала по изборите. Како ќе ја прокоментирате неговата изјава? Видете, тоа е една од оние лажни вести кои што Зоран Заев практично ги пушта за да создаде една маглива реалност, но далеко од вистината. Но на што е важно е што тој самиот е свесен дека ќе ги изгуби следните избори и сега се обидува да се фати за сламката за спас и да рече еве да, ние ќе ги изгубиме изборите, ама јас сум подготвен практично се да ветам, ВМРО ДПМН не е подготвен толку да вети, што не е далеко од вистината и ние нема да направиме, они нема да направат влада со албанските политички партии, тука сум ја подготвен сум практично да ги застрамам сите оние жртви за оваа независна македонска држава, само да останам во фотелјата, да добијам некој плюс милионче на контото на моето семејство и така натаму. Ние, повторно ќе ви кажам, си работиме нашата работа, немаме намера да се занимаваме со овие изјави на господинот Зоран Заев, доколку аз сум силно убеден дека тоа ќе се случи, добиеме поддршка онаква каква што денеска покажуваат анкетите и вака реалноста во Македонија, но и во македонската диаспора, нема да има можност господин Заев да тргува со оваа света македонска земја и со македонскиот народ. Останатото е на граѓаните на Македонија и на македонската диаспора. Доколку е помала таа поддршка од тоа која што ние го очекуваме, тогаш што ќе има можност да тргува и со светата македонска земја, но и со македонскиот народ. И уште едно прашање поврзано со оваа тема. Дојдовме до една информација, тоа е дека вие сте биле на чекор до финиширање на еден договор за постизборна коалиција со албанска политичка партија која веќе поднела пристапница во ЕПП, каде што и вашата партија е член. Дали оваа информација е точна или се само шпекулации, и ако е точна, за која политичка партија станува збор? Не, ние разговараме со сите политички партии, нема. Ова е на ниво на шпекулација, не е точна информацијата. Разговараме со сите политички партии на албанците во Македонија. Коалицијата ќе биде формирана на основа на принципи и на програма. Нема да биде формирана на тоа дали ќе биде подпишана пред коалиција или постизборна коалиција. Генерално ние мора да се обединиме околу програма која што ќе биде заедничка програма на едната влада, која што ќе биде силно развојна и која што треба да го направи животот за македонците, за граѓаните на Македонија многу подобар од ова што е денеска реалност. Господине Мицковски, спремни ли сте за тотална промена на македонското општество, да се постави на вистинските вредности за да се крени изгубениот морал? Апсолутно, и тоа го зборуваме на нашите собери, а тоа е дел опфатен во македонизмот, во третиот столб. Така што тоа ни е мотив да го вратиме изгубениот морал кај македонските граѓани, да ја вратиме љубовта кон Македонија, оптимизмот, надежта, дека може во поинаку и ќе покажеме и докажеме дека може во поинаку. Комшиите кои имаа политички проблем со нас сега со подпишаните договори стекнаа право. Кога ќе дојдете на власт, односно кога ќе постанете премиер, дали ќе ги поништите тие договори со соседите? Видете, ние за ова сме разговарали, сме ги кажували нашите ставови многу пати во минатото, едноставно со кинење на тие договори не се поништуваат и фрлање на нивно на тие договори во канта за ѓубре не го решава проблемот, затоа што проблемот мора да се реши институционално, а институционално за да се реши тој проблем сме го коментирале тоа и сме го кажале во многу наврати во минатото. Ние мора да ги имаме математичките услови во рамките на парламентот исполнети за да можеме да направиме чекор назад. Така што секоја поинаква теза, секој поинаков говор е лажлив говор, лицемерен говор и говор кој што има за цел да ги злоупотреби искрените чувства на македонските патриоти и на македонските родолюби. Се знае што треба да се случи за да можеме ние да отидеме чекор назад и да ги поништиме овие договори. А тоа е двотретинско мнозинство во парламентот и мнозинство кај немакедонските етнички земјици во рамките на парламентот.
Францускиот нон-пейпер веќе го добија сите земји членки на Европската Унија, а и земјите кандидатки. Според вас, која е пораката што ја носи францускиот нон-пейпер? Која е добрата страна, а која е негативната страна која може да биде злоупотребена од некои земји членки на Унијата? Видите, генерално францускиот нон-пейпер се должи на сите оние недостатоци кои што француската влада ги констатирала во процесот на приклучување кон Европската Унија на земјите кандидати. И тука некако жртва излегува Македонија меѓу сите останати балкански земји аспиранти да бидат еден ден членки на Европската Унија, поради лошото однесување на некои сегашни членки на Европската Унија, односно, да бидам попрецизен. Што значи тоа? Тоа значи дека кога вие отварате едно поглавје, преговарате за тоа поглавје, се обрзувате на некои вредности, врз основа на тие вредности градите политики, реформи и така натаму, го затварате тоа поглавје и повеќе никогаш не се враќате на тоа поглавје. Но на кое што следи по затварањето на тоа поглавје не е баш во корелација на превземените обврски и реализираните реформи. Често пати дел од земјите членки кои што се приклучија кон Европската Унија знаеа да не го почитуваат она кое што во рамките на тие преговори е преговарано, договорено и затворено како поглавје. Сега, со механизмот на реверзибилност, практично француската влада сака да наметне вредност кај земјите кои што сакаат да бидат еден ден членки на Европската Унија. Односно, тоа што ќе го договорат и тоа што ќе го заклучат во рамките на разговорите и преговорите по определено поглавје, тоа треба да биде дел од начинот на живење и дека нема повеќе да има импровизации. Односно, тоа ќе биде мониторирано преку определени индикатори. И доколку тие индикатори се констатира дека има назадување на процесите, односно не испорака на тоа што е договорено со тоа поглавје, тогаш се применува принципот на реверзибилност и вие практично се враќате повторно од почеток на тие преговори за тоа специфично поглавје. Тоа е едната новина која што може да биде злоупотребена од страна на некои земји членки, точно, но доброто е што откако ќе го отворите поглавјето и откако истото поглавје ќе го затворите, вие можете веднаш да ги користите фондовите за таа област. Да речеме, отварате поглавје кое што се утемели на образованието и кое што е фокусирано на образованието, преговарате, превземате обврски, реформи правите и така натаму, го затварате тоа поглавје и вие од истиот момент можете да ги користите фондовите на Европската Унија како сите земји членки на Европската Унија и да бидете на масата, вашиот министр за образование да биде на масата со другите министри за образование на земјите членки на Европската Унија. Тоест, веднаш и сега, откако ќе го затворите тоа поглавје, вие можете да ги користите средствата, што не беше до сега случај, мораше да бидете членка на Европската Унија, па тогаш да можете да ги користите средствата кои што се наменети за земјите членки на Европската Унија. Така што, јас би го гледал овој предлог од позитивната страна, односно, како прво, можноста да европските вредности бидат дел од нашите животи, да нема импровизации, тоа што ќе се превземе како обврска да биде испорачено, и второ, користење веднаш по затварањето на поглавјето на европските фондови равноправно со земјите членки на Европската Унија и учество на нашите официјални лица, министри, заедно со нивните колеги од Европската Унија за определени области. Господин Мицковски, ке ве подсетам на една ваша изјава која кажавте после превземањето на функцијата лидер на ВМРО ДПМН, која гласеше вака: мене и на партијата ни требаат сите зрна во амбарот. Минатово покажа дека дел од тие зрна биле и се уште се контаминирани. Дел од нив истребивте, но во амбарот посе изгледа имате уште неколку кои очигледно одат спротивно од начелата на партијата. До кога ќе ги држите картовите внатре во партијата како што се Петар Богоевски и Митко Јанчев, но и други како нив? Очигледно е дека на нив ништо не му значи тоа што не учествуваат во некое од телата на партијата. Повидете, се видам кратко да не го трошиме попусто времето во вашата следната емисија за името на Петар Богоевски. Тоа се луѓе кои што, се во скутот на, како Петар Богоевски, во скутот на
на Зоран Заев, на Лице Заев и останатите, луѓе кои што се спонзорирани од нив, луѓе кои што имаат задача и доколку не треба да мислат што понатаму како нема да ја испорачат таа задача. Верувајте дека тој би бил најсреќен, но и неговите нарачатели на кои што им слугува би биле најсреќни ако ние сега преземеме таков чекор на негово исклучување од партијата, па вие ќе го имате секој ден на емисии на телевизија со пресконференции во кои што тој ќе не обвинува за недемократскиот капацитет поради доминацијата на владата во медиумите. Ќе го имаме се присутен практично еден подолг период и наместо да зборуваме, ќе повторам, за криминалот, корупцијата, реформите и така натаму на оваа влада, ние ќе зборуваме зошто Петар Богоевски бил исклучен од ВМРО-ДПМН. Едноставно треба да се игнорираат тие ликови како тој човек, да не се заборави ова што му го прават на ВМРО-ДПМН и на Македонија, но истовремено нивната моќ во овој момент не е ниту пак маневарска, туку едноставно тој одлучил да слугува за туѓи интереси, нека му се среќа и тоа е тоа. Во последниве 2 години, владата пред се министерот за економски прашања Кочо Ангушев се фалеше дека економијата цвета во Македонија. Од друга страна, пред само 2 недели, токму господинот Ангушев се пожали дека неговите фирми работеле со загуба. Како да се протолкува сето ова? Катастрофална е состојбата во Македонија, нема реформи, криминалот и корупцијата се присутни, чутат практично, луѓето се разочарани, може би станува збор за најнеспособната влада од независноста до денеска и наистина не ме ни чуди што компаниите на господинот Ангушев имаат такви резултати, но тоа се само неколку компании во македонското стопанство. Јас имам искуство од навистина реномирани и стабилни компании во минатото кои што денеска едва можат да исплатат месечна плата за вработените, дел од тие вработени ги испуштаат, па овие се оцелуваат од Македонија со собствените семејства и така натаму. Станува збор за една наистина траурна атмосфера во економијата, едно пустошење во економијата, рекетирање, притишок на бизнисот, притишок врз бизнисмените и нивните бизниси, како што до сега било незапаметено во независна Македонија. Тоа е реалноста, но таа реалност многу брзо денеска ќе биде поразена, а поразот ќе се случи на 12 април 2020 година. До формирање на техничка влада остана уште 13 дена. Дали се одлучивте кои личности ќе бидат дел од техничката влада? Дали професорката Силјановска ја планирате за дел од извршната власт? Видете, се уште немаме зборувано, ниту пак дефинирано кои би биле лицата кои што биле дел од техничката влада. Како што ви казав на почетокот од нашиот разговор, станува збор за еден процес кој што навистина е по сеопфатен. Многу скоро денеска, веќе следната недела на почетокот на неделата 30 и 31 декември, јавноста ќе ги дознае тие имија. Инаку, дали ја планираме професорката Силјановска, секоја влада би посакала еден таков квалитетен, исклучителен експерт и стручњак и личност како што е професорката Силјановска. Изборите се закажани за 12 април. Дали ќе заврши тажната и мрачна епизода која ја преживува Република Македонија? Дали сте спремни да го понесете товарот кој ќе ви го остави премиерот Заев и неговата влада? ВМРО-ДПМН победува на 12 април и тоа е единствено што е јасно и тука нема никакви дилеми. Македонија поминала многу премрежја во нејзината минато, во нејзината историја, ќе го помине и Зоран Заев. Тој ќе заврши многу брзо на темната страна на заборавот, како да не се случил, но за жал, како што и самите констатирате, ќе остави голем број последици по македонското општество, по граѓаните, по нашата држава. Имаме план, имаме визија, знаеме како да се справиме со тие предизвици и јас сум убеден дека голем дел од овие погрешни политики ќе бидат санирани од страна на новата власт.
Во последно време лидерите на неколку нови политички партии кои се регистрирани, но и на такви кои не се регистрирани, се почесто излегуваат во јавноста и му се наметнуваат на гласачкото тело дека тие биле спасот за иднината на Македонија, а не и ВМРО ДПМН. Дури одат дотамо што и ве обвинуваат дека вие сте биле соучесници во се она што и се случува на Македонија. Јас нема да ве прашам да ги коментирате нивните изјави, но би ве запрашал каква порака имате до граѓаните кои ги слушаат нивните изјави и пораки дека тие биле вистинското решение за излез од оваа мрачна состојба во која се наоѓа Македонија? Видете, да не беше ова прашање, може би немаше ни да бидат заслужени за било каков одговор, ниту пак неколку минути да им се посвети на тие политички маргиналци и слуги на СДСМ и Зоран Заев. Но бидејќи ме прашувате, би сакал да ми одговорам, беше еден гостин кај вас во Австралија, разговараше со македонската диаспора. Тој порано беше и кај мене во мојот кабинет, се нудеше, бараше определени работи од кај мене, од ВМРО ДПМН, се разбира поврзани со материјалното, не со политичкото и со духовното, нормално доби негативен одговор, но сега кога го забележав таму како практично ги манипулира емоциите и чувството на граѓаните, токму на оваа тема за која што ние денес зборуваме, а тој беше меѓу првите кои што кога се случуваа понижувањата со преспа, излегуваше на медиумите од дека и ги убедуваше македонските граѓани дека тоа треба да се прифати, дека тоа била иднината за Македонија и така натаму. Гледаме денеска како не убедува дека всушност не било тоа иднината, тоа што го зборувал тогаш всушност не било така, дека сега нешто друго е. Едноставна е работата. Треба да се анализира кому најмногу му служи ако имаме раскет во македонското ткиво и во десното гласачко тело. Единствен кој што од сето тоа би профитирал е СДСМ и Зоран Заев. Така што на македонските граѓани, на македонската диаспора можам да им порачам само едно, а тоа е дека честита, искрена, принципијална опција била е и секогаш ќе остане, а тоа е внатрешната Македонска револуционерна организација, ВМРО ДПМН, и ги повикувам на следните избори на 12 април масовно да излезат и да ги заборават овие политички маргиналци и екзибиционисти, слуги на СДСМ и на Зоран Заев, да го дадат својот глас за единствената македонска опција која што се грижи за македонските интереси, интересите на македонските граѓани, интересите на македонската држава, а тоа е ВМРО ДПМН. Денес во 14 часот во салата Јане Сандански, вашата партија ВМРО ДПМН има организирано собир. Кој е поводот и целта и каква порака ќе испратите од овој собир? Ова е завршен собир од акцијата Разговори за обнова на Македонија. Ќе разговараме за она кое што практично го слушнавме од нашите граѓани, за она кое што го добивме како информација, за тешкиот живот, за махите, за проблемите кои што ги имаат нашите граѓани. Ќе зборуваме за тешката политичка реалност во Македонија, но истовремено и ќе понудиме визија која што ќе биде решение на проблемите на нашите сограѓани. Очекувам наистина масовен, убав собир кој што ќе одбележи еден нов почеток за една нова политичка реалност во Македонија. Тоа е убедлива победа и на влада на ВМРО ДПМН. Случајот Рекет секојдневно открива нови изненадувања со појавувањето на новите така наречени аудиобомби, но и јавни изјави на бизнисмен во една телевизија. Како ќе ги оцените досегашните постапки? Дали има пропусти и од колкави размери се тие и каков епилог очекувате? Очекувам, ова е само еден од низата криминални коруптивни случаи кои што се случија во минатото, ова е само еден во таа низа. Очекувам навистина да сторителите на нова грозоморно рекетирање и оценување да бидат изведени пред лицето на правдата. Тука пред се не мислам на оние лица кои што се онаму на обвинителната клупа, тука мислам и на инспираторите, сценаристите и организаторите на се това, кои што се уште не ги видовме на обвинителната клупа. Така што нашето трпение полека доаѓа до крајта. Очекуваме да видиме вистинска правда, очекуваме да видиме вистинска разрешница на овој случај, а не судски театар. Но сепак оставаме процесот да го доживее својот крај, па тогаш да го коментираме.
Господине Мицковски, имаме неколку блиц прашања на кои би сакале да добиеме и блиц одговори, ако е можно и ако немате ништо против. Да, само ќе молам бидејќи веќе доста доколку може повелете. Зошто ве немаше меѓу присутните на новогодишното обраќање на председателот Пендаровски? Како ќе го оцените неговото обраќање? Па неканет гостин не пожелен гостин. Се обидуваат да ме игнорираат, се плашат од мене, се плашат од политиките кои што ги промовирам и водам. Од една страна велат дека се обидуваат да бидат политичари кои што ќе бидат подеднакво далечни и блиски со опозицијата и власта, но гледаме дека тешко им оди да излезат од чевлите на портпарол на СДСМ, зборам пред тука на господин Пендаровски. Не ме поканија ни на инаугурацијата, не ме поканија ни на новогодишното обраќање. Немам што да додам, нити што да одземам, тоа е нивен минус. Тоа самото по себе говори за карактерот на овој. Зошто владата на Заев не сака или нема интерес да го донеси законот за независно обвинителство? Затоа што го користи обвинителството како алатка за притисок врз политичките неистомисленици во случајот кон ВМРО да помине. Од тоа што го гледаме досега, обвинителството и судството се уште под канчите на премиерот Заев. Зошто е тоа така? Ова ли е пупката со која се фалеше господинот Заев? Видете, еве самите вие го дадовте одговорот на вашето прашање, го отвори судството и обвинителството како пупка. Ако порано го критикуваше дека е Сваровски судство, денес имаме Луи Витон судство и обвинителство. Тоа е уште едно од низата разочарување за нашите содрени. Се чини дека многу поретко ве има во медиумите во Македонија. Дали власта веќе ги даде инструкциите на собствениците за мирно бойкотирање на вас, на вашата партија, но и на вашата коалиција? Па да, се согласувам со вас, се обидуваат по било кој основ да не обструираат, да не бидеме присутни во медиумите, но ние сме присутни помеѓу граѓаните, така што нашиот глас се шири по улиците, по буделарите, низ малата, по домовите, така што колку и да се трудат да ни игнорираат, да не спречуваат да разговараме со граѓаните на Македонија, тоа не им поаѓа време. Дали се точни информациите дека сте добивале секојдневни закани и притисоци дека ќе ви ја уништат, односно забранат партијата, прогласувајќи ја за терористичка? За какви закани и притисоци станува збор, господине Мицковски? Видете, јас сум добил закани, притисоци и уцени и за моето семејство, и за мојот живот, и за партијата, и така натаму, но знаете, јас не сум човек што така лесно се плаши, ниту пак имам намера да отстапам од политиките што ги водам, ниту па на памет ми паѓа да правам компромиси со непринципиални понуди, така што ние се бориме, тие нека се тераат својата работа, ние ќе се тераме нашата работа, ќе видиме на крај кој ќе победи, кој ќе оствари својата цел. Тоа само дополнително не мотивира и јас сум убеден во конечен триумф заедно со македонскиот народ и македонската држава. Новинарот Зоранот Буре Вестник во едно интервју пред некој ден рече дека прислушувањето во судовите е поголем криминал од рекет. Дали се сложувате со таа негова изјава? Скандал е самото по себе тоа што Министерството за внатрешни работи откри масовна злоупотреба на прислушување на обвинители судија, до денеска ние немаме разрешница на тој случај. Ниту пак знаеме каде се наоѓаат тие материјали, има разноразни спекулации и така натаму, но знаете, спекулации секогаш ќе има доколку нема разрешница. Ако вие го разрешевте на време, ако сте ефикасни, тогаш немаше да има спекулации. Така што накратко да ви одговорам на вашето прашање, нити можам да предпоставам, ниту пак имам било каква информација поврзана со случајот за прислушкување на судиите обвинителите, но после 12 април ќе се позанимавам и со тој случај. Дали очекувате дека Заев, за да остане на власт, ќе проба да изнајде начин преку познатиот балкански метод со креирање на непостоечка и сфабрикувана криза, а која криза, предпоставувам, ќе биде индиректно подржана со молчење од страна на НАТО и Европската Унија? Нема да го дозволиме, народот нема тоа да го дозволи и народот заедно со ВМРО ќе победи. Уште едно прашање. Дали вие имате информација дека пред повеќе од еден месец поранешната обвинителка Катица Јанева со воен хеликоптер во касни вечерни часови била пренесена до воените бараки на американската војска на Криволак, каде што остварила средба со некои странци, а на таа средба која траела половина час присуствувала и обвинителката Вилма Русковска?
Господине Мицковски, ви благодариме што не удостоивте за уште едно ваше учество на македонски корени. Ви благодарам. И овој пат задоволство беше вашето учество во македонски корени, господине Мицковски. Ви посакуваме многу успех на политичка сцена, многу здравје, многу среќа во новата година пред нас. Среќен Божик и божикни празници на вас и на вашата фамилија. Со желба за ваше наредно интервју овде на македонски корени, пријатно и до слушање. До вас, до македонската диаспора во Австралија, и ве очекуваме тука за божичните и новогодишните празници. Нека ни се срекни празниците, многу здравје, среќа, успехи за вас и за македонската диаспора и сите граѓани македонци каде да се најдат во светот. До слушање.